Ајде тогаш да одиме. Без Мартинка ќе ми ја исполнат. Да, ние ги исполнуваме желбите овде на сите оние кои што сакаат да учествуваат во Брза кујна и им покажуваат нашите шефови како за 20 минути готват, се подготвуваат неверојатно вкусни јадења и сите си заминуваме среќни и насмеани. Но сега така расположени ќе ги пречекаме и нашите денешни асистенти во Брза кујна, затоа што како да ви кажам, ни доаѓаат од Кавадарци. Убаво овие денови си имаме асистенти од различни краеви, никако така од тие Демиркапија, Кавадарци, каде што е убаво, како и впрочем и во секој град во државата. Најпрвен шеф Боби во тимот на пиперките ќе го пречека неговиот денешен асистент господинот Александар. Александар, добро ни дојде. Добро нашол. Здраво живо, мајстор, што е тоа? Ракија и вино. Како да домраз во март ни доаѓаш. Опа, вато се гледа. Ти благодариме, Александар, на вниманието. Охо. Аре, повели. Господин Александар, добро дојде во Брза кујна, ви благодариме. Рачија, што ви рекле? Да, рачија. Рачија, Ќе пивнеме ракиичка, домче, охо, Ракија, ова жолта. жолта. Да. Колку степени ова? 45 се. Оф. Тоа гори ли? Не, Не, тамане. 50 гори. 50 гори. 50 гори, 45. Тамане. Добро, ако испиеш цела. Сега пред да пробате ракијата, тоа после сигурно, ние да ве пречекаме со манастирски локум, за едно добре еде на наш начин. Нашите пријатели, манастирски локум. За добра енергија, за добра... Убаво. Може, Александар, тоа кај мене, а господин сега да Александар. видиме, освен вино и ракија, што ни Да донесе видиме што друго. вкусно денеска ќе подготвиме. Ајде. Што е тоа? Креме на нешто место. Свинско каре. Имаме тука њоки свежи убави. Имаме чадено пилешко. Изденки и нешто. Имаме топено сирење. Имаме бисквити. И што е тоа? Охо, тиквичка. О, машала. Богата трпеза денеска ви благодарам многу. Одлични намирници ни имате донесена, господине. Сега да ги чуеме идеите. Да, си знаете вие како треба. Еве едно убаво парче свежо свинско каре од кременадлата. Имаме тука и њоки. Ајде најпрво ќе почнеме со предјадењето. Имаме свежи њоки, одлично. Најпрво ќе пропршиме ситно сецкано прашче, потоа ќе додадеме од чаденото пилешко ситно сецкано и од ова топено сирење внатре. Малку крем за готвење ќе додадеме, малку куркума и ќе имаме одлично кремасти њоки за предјадење. Тоа ќе ни биде како предјадење. А за главно јадење, ова убаво парче свинско кое што го имаме мевце, јас предлагам да го исечеме на медалјончиња. Да, ќе исечеме медалјончиња од свинското мевце, ќе ги испечеме на скара кратко од двете страни, потоа ќе направиме една смеса од ситно сецкано младо кромитче, ситно сецкано чадено пилешко, топено сирење, малку ќе додадеме внатре рендан кашкавал. Се до тоа ќе го зачиниме со малку кисела павлака и одозгоре врз медалјоните. Одат да се запечат малку, да се растопи сирењето, да се растопи кашкавалчето, ќе имаме одлично главно јадење за денеска. Да. Перфект. Сега тиква. Имаме тоа повеќе тиква, имаме и бисквити. Сега со бисквитите да направиме една смеса за палачинки. Смеса за палачинки ќе направиме. Ќе направиме минатиот пат подготвував мали палачинки, денеска ќе подготвиме на убава голема палачинка, а од тиквата ситно сецкана ќе ја ставиме веднаш да ни се свари во едно тенџерче, ќе додадеме малку шекер, малку ванилин шекер, ќе ја испасираме и на крајот ќе направиме еден крем за полнење на палачинките. Да, идеите звучат одлично, навистина интересно, но дали 20 минути ќе бидат доволни денес за тимот на пиперките, каде што шеф Бобан за негов денешен асистент го има Александар. Сега е ред да го оформиме и тимот на доматите, да ја запознаеме асистентката на шеф Никола, која што ќе ги донесе намирниците и со кој што тие ќе треба да ни подготват нешто вкусно во следните 20 минути. Ја поканувам господја Ана. Ана, добро ни дојде. Здраво. Ти благодариме што си со нас. Здраво. Брза кујна. Господја Ана, добро дојдовте во Брза кујна. Повелете ке шеф Никола. Ајде да го остави се. Ана ни дојде во убава енергија денес сположена. Ние ќе те почестиме со манастирски локум, вкусна вишна. Ајде, еве го март Фала месец. Богу, ајде. Манастирски, ајде. Цел Нека месец на нема месов, јадено, ајде, Ана, еве еве. го дочекав.
Еве, повели. Однеси си ги дома, сите да ги изедеш. Ајде, така. Ајде, сега да видиме што ти друго за нас ќе подготвиш. Може. Ау, браво. Мисиркини Мисиркину? медальони. Да. Ајде. Еден убав колач. Ото имаме Макарони. тестенини од перпето. Еве, Па имаме боранија жолта. Имаме што? Шунка. и 2 крушки. И 2 крушки. И сега? И сега, вака ќе направиме. Боранија многу сакам. Сакам да јадам, но често ја правам дома со или Стефанија ја прави со мелено месо. Сакам така сос малце и убаво запечена во редно. Да видите, ќе го направиме на тој начин. Со тоа што ќе исецкаме ситно мисиркино месо, ќе го испржиме со кромит, малку прас, потоа ќе ставиме боранијата, ќе направиме едно сосче со малку доматен сос внатре, ставиме во редна. На половина некада печење ќе го извадиме, ќе го полиеме одозгора со млеко, кашкавал и јајце, се тоа измешано, за да ни се запече, ќе имаме одлично главно јадење. Тестенините ќе ги направиме со шунка и мисиркино месо. Ќе оставиме од мисиркиното месо, ќе сечеме на лентички, убаво ќе го пропржиме заедно со шунката, ќе направиме еден убав кремаст сос, каде што ќе ги сервираме тестенините. И десерт ни остана круши. Какви круши сме, нема да виш убави се. Ќе направиме еден крем од крушите. Од едната круша ќе направиме еден крем, од другата круша ситно ќе сецкаме, ќе ја желираме и од кога ќе го наполниме колошот, ќе го полиеме одозгора со еден убав шербет од круши. Може ли така? Тоа е тоа. Добро. Ете ги идеите во тимот на доматите за чија што реализација имаат денес само 20 минути. Шеф Никола и неговата асистентка Ана. Идеите се споделени. Имаме 20 минути сето тоа да се реализира. 3, 2, 1, акција. Почнуваат тимовите. Најпрво тиквата ќе излупиме, убаво, потоа ќе направиме и сецкаме на коцкички. Да ставиме да се вари. Добро, значи Александар денеска во улога на асистент. Да. Да запознаеме накратко да ни кажеш нешто, имаш некој искуство со готвењето? Слабо. Аха, слабо. Значи стартуваме некаде Од нула. од нула денес. Ајде да видиме како ќе се снајдеш. Не дава простора на дома? Не. Не, а? Подалеку од кујната. Далеко од кујната. Па така треба, што? Ако не чистиш после тебе која работиш, Не. повеќе проблеми правиш, значи. Да. Ме бркат од дома. Ајде сега кажи ми друго нешто, работиш, имаш свој бизнес? Свој бизнес си работам. Кавадар Цивелот е еден од поубавите градови за живење во Македонија, иако ни се жалат за другите градови кога ќе ни дојдат асистенти, вие не се жалите. Не. Има. Кавадац е добро. Да. Живење. Поздрав до градоначалникот. Господинот Митко Јанчев го Митко Јанчев. поздравуваме. Што- Ни требаат такви повеќе градоначалници. И многу подобри. Да. Одлично, сега да исецкаме на коцкички. Сакате поголем нож? Со овој Ајде, пробајте, може полесно ќе ви биде. Значи задоволни сте во Да. однос на се што градот нуди. Да. Се развива, не застанува, туку оди напред. Браво. Шеф Боби, ти додека Еве сега Александар ни ја јас веќе подготвува прашчето ни се пропржува, пржува, сега ќе додадам и чадено пилешко, да си ги испушти своите ароми на димено мевце, потоа ќе додадам внатре топено сиренце. Супер. И сето останато. Александар, ќе поздравиме ли некој друг? Имаш ли, чека ли некој да биде поздравен од тебе Го денес? поздравувам шефот. Кој шеф? Значи, поздрав до него. Поздрав до колегите. Тие. И сите кои што Сите го кои. знаат и го познаваат Александара, денес ќе го видат во едно несекојдневно светло како готви покрај шеф Бобан. Тоа ќе така е. видиме дали ќе му се допадне за да бара повеќе простор од Ана дома. Одлично. Супер. Ето и си бил профи. Ана, слушаме си го бркала Александар од кујна. Ништо не прави. Ништо, а? Само Не. беља, само неред. Подобро Затоа само. го бркат. Ништо не прави за тоа. Само џумбус може да направи. Да. Хубаво да не влегува. Да, затоа Ана си е одлична домакинка. Се по твоја контрола дома во Епа кујната. се трудиме, нели, жени. Да, така и треба. А имате и зашто и за кого. Имате Да. две прекрасни деца. Да.
Едното ни е 4 годинки. Поздрав до Ева. Ева, ќе ја поздравиме. Поздрав до Ева. Поздрав, Ева. Чао, сонце. И до бате, што невој тип уче музичко. Да, музичар ни е. Браво. И до сите роднини, пријатели. И до мама и тато што ја чуват Ева. И сигурно сега И заедно брат ми с уживаат. нами, со внуците во Словенија. Ете, поздрав за цела фамилија, сите кои што ги познаваат Ани и Александар. Да. Сега половина крушена ситни коцкички ќе ме исечеш. Може? Добро, може. Колку можеш најситно, толку ќе биде поубаво. Нема проблем, Ана. Само кажи, таа завршува се. Да. Значи, Ева сака ли да гледа со вас брза кујна? Да, и она ми рече оди кај Никола у Патлиџанот. Во домато, значи, Во а, Патлиџанот патлиџани. Еве сме во Патлиџаните патлиџани оди. тука. Сега ќе видиме. Јаде ли се Ева? Не. Ева, душо, зашто да не јадеш се? Борани јаде ли? Не. Ќе пројаде. Ако рече шеф Никола дека треба да јадеш боранија, ќе јадеш ли Ева? Ќе јаде. Ева. Мора да јаде. Добро, сега на баба ќе Сега каже Чичко одма дома Никола да ќе има. направи убава боранија. Ајде, Чичко Ајде, Чичко Никола. Никола. Ако успееш да научиш, мама и тату уште една ракија ќе ти дадат. Да. Уште за рачија Ќе дојде ќе у научам. Кавадар. Супер. У Кавадар ти кој ќе дојде тогаш. А често се во Кавадарци шефовите, така што... Идеме си натаму, идеме си. Па гледаме. Да. Следиме. Ете како Кај ја сме ми? подготвува боранијата шеф Никола. Ситно исецкано мисиркиното, Така е, кромиче. Боранијата ставиме, пошто се уште е замрзнат камалце. Не така. добро. И путер. Да, путер са убаво ќе се пропржува, ќе остредиме, ќе го дозачиниме и И си крчка. така ќе му ставиме сосче и ќе си крчка во редно. Супер. Шеф Боби, њоките фантастично изгледаат. Да. Тука се пропржи чадиното Да. со прасче. Со прашче, не правим прашче, пропрживме сања, ми се допаѓа некако тој вкус. Само ќе го збогати на крајот со... И додадовме сос од кари. Не, Не. куркума. Куркума. Куркума додадовме зачини. внатре, Одлично. зачини. Ама види како убаво сецка Александар. Коцките сите исти. Сите исти, Не како работи. шублер. Абе, седи бе Сања, си знае господине. Ана, што си Ана, треба пропуштила? повеќе да му даваш да работи на... Какви коцки ситно, На ова може и да Александар. го измешаш сега, Александар. Да. Значи имате еден син кој што е музичар? Да. Од каде гените ги наследи? Има од вас двајца некој пее? Не, од нас не е 20, ама од фамилијата имаме Имате музичар. музичари. Ете, супер. Како се вика синот? Трајче. Трајче му посакуваме убави студии, односно убаво школување во штип во однос на музиката и да го видиме некогаш Здраве. здравје во некој од бендовите. Здраве. Како ќе се определи така? Што свири инструмент некој? Народни инструменти, тамбура и пијано. И пијано и тамбур. Баш убаво. Секоја чест за Трајче, одлично. А Ева дома команда ли? Команда. Да, главен командант. Ама татина мажа сигурно. 100%. Нема шанси да изабраниш нешто? Не. Тоа Ова се не е керките. спремно, ова не е спремно. Ајде да ги отвориме уште овие сега. Ајде. Убаво излупи ги и додеме ги тука. Ни требаат за... Одлично. Ова не е салата? Тоа не е не Сања, тоа не е за кременадлите, за Одозгора. за свинското каре, за одозгора. И ќе оди во режим да ни се запечат. Само сакам убаво да се испечат од сите страни. Само потоа тоа да се распат. Да. Одлично. Веќе е готово. Тај зачини сега се комплетно, уште и ово. И дојде. Ова сега ќе оставиме во тавче. Значи, вие дома ја подготвувате со мелено месо. Со мелено На месо, ваков да. начин. Да, да. Супер. Што бараме сега тавче, бара. Тапче за да ја попечеш боранијата. Ево, големо, ама ќе биде потенко, побрзо, супер. Јас сум готова тоа. Еј, браво. Тие Ама, кидат еве. овдека. Ана, овдека во тавче. Ајде, во Да го тапчето. става? Да. Ево, може ја вака ќе го донесам тука тапчето. Ајде, да мислиш шит. Комплет све? Се, да. Сета? Да. Ајде. Убава сочна крушка, сега Да. и ќе се изжелира убаво, одлично, супер. Баш ја. Ете така. Враќаме тука.
Супер, сега како што гледам и миксер треба. Ајде. Сега треба миксер, да, браво Сања. Што да правам сега, да го матам, да? Сега ќе матите таа кремо таму во длабокиот сачта. Чеке се не ми е јасно, пак имаме баранија там. Не, тоа е тестенини, стај палце баранија ми остана. Затоа се Беше жал. чудам. Нема многу, една рака само. Ама тие одозгор испливале и... Да, па иста боја се гледаш не се приметува. Да матам? Може да си матите, да. Ето така, одлично. Сега ќе идам сосот за тестенини да го правам. Да. Мисиркиното со саламата која што имаме. Така. Сопина малка. Ти крчката. Одлично, све си крчка убава. Еве ги сега овие свинското каре. Збогатено со... Печење, малку масло за јадење ќе ставам само. Ајде. И црвен. Или буков. Благодарам, Сања. Ајде, оди тоа во ревна. Александар, дали си љубител на месо? Да. Да? Мора ли да има месо на трпезата или може да помине и без месо? Може да помини без месо, Ама да не е секој ден. да не е секој ден. Да не им стане навика. Како се стебело, одлично. Ова може на перење да оди, тоа на перење се. Да, се ова вака ќе земеме Александар и може од чешмата. Еве, ја ќе ти помогнам, ќе годна сам ти тука ако имаш нека друга задача. Ајде. Опа. Ова измати го во овака. Само е Не, само со ова. Да. Полека, само да не се... Имаме време, Имаме време. половина од времето за денешната брза која помина, што значи дека се уште имаме време се да се среди убаво. Вака ќе си се растопи сега. Се растопи, да. 2 минути подготовка е на њуките, не сакам да ги преварам и ги оставам тука на топло да стојат на скара, а јас ќе спремам тава за палачинки. Ајде, тавата за палачинки вода ни се загре, имаме време да се посветиме на десертот. Па ја, молим за таа крушката блендирана полека, кај Ана додава. Здраво, Боби. Тава тој да земам. Ајде. Хубав шефа, дојди ти еднаш на овака. Постепено вели шефот. Ајде, Ана. Гаси тоа. Гаси. Газ. Ама прекаштајте. Што е сега ова? Што ти е сега ова? Тука е јајца, млеко и шунката што ми остана цела ја стај. Ајде, Не се ни тесто. гледа, да, тесто ќе правам. На него што ќе правиме сега со кремот? Што? Мисле, че го отстраните колачот, нешто стави внатре, сгусни го. Што ќе правиш? Не Кое? знаеш. Со кремот. Што да правам? Кај? Што направиме, бе? Чекаме од себе, бе. Не ме Не те буди паѓа сега, ме паника, паѓа паника. Не ми прави сабак ти работи. Ана, Не ме паничи, молим те. ти се ова Да го сега... размешаме со вазичка друга. Еве, слободно, Ана, како мислиш така прави? Чекай да ми лелеш убаво смути. За сркање тоа. Па не знам сега што да прави. Ана, се не вираш и Не, некојаш Ана, некој знаеш рецепт дека кога што нема да поише ти го успее мешаш? дома? Па не. Знаеш Што го дека маја, си нема што не поише знае. го мешаш Ќе го дека... манеш. Ама ние не смееме да го манеме денес. Е, па сега, да. Не смееме. мафија Ќе не работа. победат со палачинката таму. А не смеа да ме победат. Не смеат. Ау! Ќе се налуте Ева одма. Ајде тогаш барајте решение за колач. Сега ќе го намириме. Ајде, шеф Никола, намирите го. Ова, Ајде. Браво, Александр. Ева, за мама навивала. Да. За не. Се растопи топеното сиренце. Супер, палачинките добре е тестото? Да, Да. А никогаш нешто да направиш вака за јадење дома? Никогаш не ти се случило? Желба нема? Слабо. Слабо. А за јадење? Манџија ли си, Александр? Не. Јадеш се, не прибираш? Не, Да? не прибирам ништо. Супер. И денес ќе имате убави предлози за јадење. Благодарение на шефовите. Благодарение на шефовите, но и на тебе. Сега кажи ми како се одлучивте да дојдете во Брза кујна? Па да... Желбата беше на Ева? Или? Не, на супругата беше идеята, за да видиме стварно дали точно 20 минути се
сето се реализира ова сето. Не ви се верува? Не се веруваш. И за тоа. На вашите пријатели во окружувањето исто не им се верува? Па не знам. Не е верно, не е верно, да. Не е. Малку како да не е верно, Сања. Стварно? А ние веќе готови сме со предјадењето, имаме уште 8 минути некаде. Каде 8-7 имаме Бобане? Добро, Сања. Ние сме готови. 7 минути до крајот. Еве го тоа лепче дополнително што излезе. Успеавме ли да добиеме некоја гостина? Да. Што направите? Ништо, ќе осечеме сега колачот и ќе го наредиме со крем, каков е, таков е, немаме голем избор. Ајде. Отварај го колачото. Каков таков, најдете му го решението. Ќе ставам кремот од дола, како подлога. И сечи го на парчиња, нареди го врз самиот крем. И од озгора ќе го полиеме со сладкото од круши. Може ли? Може. Убаво скалесто. Тенко ќе го ичеш, како кукур ќе го наредиш. Опа, извини. Ајде. Како нешто денеска сум расеан цел. Мар. Што е работата? Ке кивдам. Ајде на здраве. Ајде, жива здрава, Сања. Ајде до година пак. Ајде. Денеска сме сите некако... Овој Марти, ја. ние сме како Марти. Денес сме вака, утре така, Абе, баба Марта со два ума. со два ума. Ајде. Ја реков дека ќе ставам јајца врз боранија. Тешко мене. Како тргна месецот, тешко на мене со вас. Ајде. Тоа се судба. Шеф Боби, што се мислиш? Да го спремам блендерот. Тиквата мислиш дека не е сварен? Уште малку сега ќе почекам, нека се свари, убаво имаме време. Барем уште една И во минута. тиквата ќе додадете од бисквитите. Бисквитите ќе додадеме малку топено чоколада, за да имаме Ајде, Александар, твоја оваа работа. Ајде. Ајде. убаво да се стомече. Одлично, се тече. Зашто не се кисели краставички? Малце така да разбијам однесување. Да не биде Па не, секој ја ден стави исто. во лепчето. Некако шунка, кашкала, кисели крстачки ми одговараше таа комбинација Супер. со тестото, а тука ова ќе спремам се за тестенините. Браво. Малку ќе изредаме кашкавалче, еве го десертот. нанес има. Да, нане, сега тоа сакав да ти кажам, а не? А не ќе нане. сецкаш нане ситно и ќе ставиш врз колачот, може? Може. Ајде. Само мора тоа побрзо да го направиш, пошто имаш само 49 секунди. Готово. Веќе имаш уште 40. Добро. Одлично ти се снаоѓа, Александар. Вака, така. Само тоа. Да. Зборете вие што сакате. Абе, што сакат нека зборува. Ко влезе во кујна, остана една без работа. Така ли? Може, да. После ќе треба таа да оди на чорба. Ами нека оди. И тоа не е лесно, Не е лесно. да седиш на чорба. Ајде да видиме како вели часовникот. Немаме уште многу време. Сесилија од другата страна, Александар. Послушаш ли? Седи, се видиш, дома ќе си го добиш. Само да ти кажам еу најава. А ти пак зборувај. Начека шанса, сега ма ќе видиш после. Добро, добро. Браво. Баш убаво се изгледа, а времето веќе на Александар и на Ана им текува затоа што 2 минути поминуваат, а тие треба да ја постават трпезата. Прибор, салпетки и 2 чаши вино. Еве го виното, ајде. Ќе видиме сега како ќе изгледаат двете трпези, во тимот на пиперките и во тимот на доматите. Ајде, нашите драги кавадарчани денес со супер енергија, убави идеи од шефовите и одлична реализација. Едно по едно се ќе оди на трпезата, да, може. Може. Десертот. Или идеше, како беше? Павле ми пие. Стего са ти Павле. Боби? Гото, Павле на келиум само. Пие вино е мракија, вино е мракија. Морето ми испил, морето ми испил. 3.000 гроша, 3.000 гроша. Сања, ајде продолжи. Не знам јас понатак. Ама стои таму, не? Ана, од таа страна на позиција чекате затоа што истекува последната минута, треба да бидете спремни да го поставите и она останато од вашата кујна, за да успееме да реализираме се за
Рокот 20 минути. Може помалку, повеќе од 20 не. Ево тој солен колач кој што го има денес тимот на доматите како идеја и главното јадење во тимот на пиперките, а до самиот крај шеф Бобан и шеф Никола 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. И колку време ни беше потребно денес? 20 минути. И тоа неколку јадења се подготвени и поставени на трпезата. Драги мои, одморете малку и вие за време на рекламите, а потоа ве чекаме покрај трпезата. Продолжуваме со брза кујна. Сега е моментот кога можеме да се препуштиме на уживањето и на задоволството кое што го нуди убавата храна, подготвена за 20 минути. Иако е за 20 минути, е неверојатно вкусна, изгледа многу убава, но јас да не зборувам, нека си кажат нашите асистенти, еве најпрви на Ана. Повели Ана, искоментирај што се случи во брза кујна денес. Ни си направиме убави работи. Се допаѓа? Да. И брзо, мислев дека не е за 20 минути, али стварно за 20 минути било. Зашто не ми кажете порано дека не веруваш? Не верував. Заради тоа се пријавив, зашто не верував. Ше 4 јадења ќе направи, да знаев. Не го слушна Александар кога кажем? Ма и шо Александар со Александар? Ја не ми беше питан Александар мен. Заради тоа И сега веќе се е јасно. уверив, значи дека за 20 минути стварно можело да се направи нешто. Да. И Александар се увери во она во кое што не веруваше. Чорба, колку време чекаш да те послужат кога ќе отидеш? 20 минути. Ама добро пазар време. Пазар време и тука е, знаеш колку гужва е сега низ Скопје. Но ете, успеавме да подготвиме и предјадење, и главно јадење и десерт. Да, одлично. Се допаѓа како изгледа? Супер. Научи ли нешто Александар денес? Да. Ана, ќе му дадеш да влезе во кујна? Да. Опа, добре. Ана прво го виде дека многу го очисти. Да. Така да после твојата работа ти ќе влезеш другар и си се зафркнал за сите пари што Има дошол. да чисти. Леле, ќе се каеш, ама Викни тоа си ги другарите, нека Дај ние помага. да кажеме што направивме Ајде, денеска, може ли? Направивме две убави предјадења, едното е тестенини. Едни убави тестенини во крема сос, каде што претходно пропрживме мистиркино месо на тенки ленти, шунка додававме внатре, малку младо кромиче. Потоа ставивме крем за готвење, малку рендан кашкавал и направивме еден преубав сос каде што ги измешавме најпрво тестенините и потоа ги сервиравме со кашкавал и корнишони. Ево и убави се кремасти, види какви се, но? Мене многу ми се допаѓа. Ја вака од се помалце. Молим? Што е тоа доста? Чекавите тестенини треба да ти дадам. Што доста? Ти нешто, ти кај што не веруваш дека се готвим, не веруваш дека е вкусно, мене така ми стојат работи. Не. Ај сега да видиме. Дали ќе виде? Ајде. Уште малку, уште малку. Ќе не биде ли за нешто или? Да? Добро ли? Да гътнам. Гътни слободно. Ти гътни се, јас си кјутам. Убаво. Убаво е. Добро, чиме убаво, идеме на второто предјадење. Тоа што требаше да виде за главно јадење да ставиме јајца со кашкавал, решив да го направам на уште едно предјадење. Во еден блендер додававме внатре шунката која што ни остана блендирана, малку кашкавал додававме, млеко, 2 јајца, пециво, брашно и зачини. Се до тоа го направивме во една убава густа смеса, каде што ја ставивме во тава за печење и отиде во ред. Добивме еден убав печен солен колач, кој се надам ќе биде и многу вкусен. Како е ровкото. Видете. Видете како е тоа ровко. Видите. Ова како го печевме, знаете ли? Реално? Варено, да не го донесо готово тоа. Не. Видов ја дека реално е. Добро, да се прашаме само. Тешко. Пешешко, печена. Ево ова ровка, не? Шунгата сосека многу изблендира внатре, сакам да остане парче, не се забарев. Не ми се знае шунка. Да. Ама убаво е. Да, супер. Ви благодарам. Одлично. Тоа е тоа. Одлични предјадења во тимот на доматите и едно навистина вкусно изгледа предјадење во тимот на пиперките, њоки кои што ни ги донесе Александар. Така е, на почетокот кажавме лупче, меѓутоа ставивме прашче, ситно сецкано ни се пропржи со малку масло за јадење кристал, потоа додадовме ситно сецкани коцкички од чаденото пилешко кој што го имавме. Откако сето тоа убаво се пропржи заедно, додадовме малку куркума, додадовме крем за готвење, додадовме њоките и наливме со вода.
Се до тоа ставивме убаво да се изнесте и на крајот го додававме топеното сирење да ни се соедини заедно, стана уште покремасти, подсврсти. Имаме одлични њоки сполни со сос. Сега, господине, ќе внимавате да не ви е шишко. Дегустирајте и уживајте. Дувнете си пред да дегустирате. Еве салфетче. Одлично. Одлично. Ви се допаѓа вкусот? Супер. Да? Да. На здравје, нека ви. Да. Благодарам многу, Пиперки, одлична идеја. Сега наред се главните јадења, каде што нели најчесто најголемиот сомнишки нашите асистенти. Ева дома разровне не јадела боранија. А дали ќе ја проба оваа од шеф Никола кога ќе направи мама, тоа ќе ни пишат и ќе ни кажат. Ајде, Да, шеф имавме Никола. жолта борање, имавме сиркино месо, шницли, неубави, ги сегов на тенки коцкички, ситни коцкички, ги пропржи во тава, додавме една главица ситно сецкан кромит, 2 чешни јелут, потоа лук, потоа ставивме жолтата боранија внатре, додавме малку винце за да издиста, додавме доматен сос, една мешавина од зачини, убаво искрчка и го ставивме во реден да се допече. Реков дека на крај ќе му сипам една смеса од јајца и кашкал и млеко, но тоа го направивме пред денот, тука ставивме чисто да видим. Имаме една убава боранија, мене многу ми се допаѓа, не е воопшто сува, убава сочно, се надам ќе биде многу вкусно. Еве ми сиркино месо, боранија, повелена, чекај да видиме дали сум направил нешто да не ме караат дома после. Смеете сега, веќе од март месец смеете. Смееме, Да. Кажи бе, Сонја, дека смееме, јас трпам тука сега. О, душче. Многу ми се добаѓа, се топи боранијата во уста. Ана? Убава. Ама навистина убаво. Стварно убава. Стварно бал. Што да, тоа е Што тоа. е право си е право. Ви благодарам. Домате и сега кај Пиперките да видиме убаво парче свинско каре ни донесе Александар. Шеф Боби, знаете дека за свинско душа дава. Убаво е. Стварно убаво. Јас малку чипнав да видам чисто само како е вкусот, ама беше одлично. Најпрвен свинското каре го исековме на убави 4 медалјончиња, така троа подебелки малку, за да ни останат сочни сакавме. Испековме на скара со малку мешан зачин еленка да ни се испечат од двете страни, во меѓувреме ситно сецкано чадено пилешко, топено сирење, кисела павлака, да додавме внатре. Мислам дека тоа беше така? Чаденото. Да, чаденото. Па да кажав, чадено пилешко ситно сецкано и на крајот додадов малку буковец. Село тоа дозгоре врз медалјоните отиде во ремна со малку масло за јадење, кристал да ни се запече. Крајот декориравме со макдонот и имаме превој медалјончиња. Сочни, богати на вкус многу. И подготвени, што е на најважно, за помалку од 20 минути. Да. Вака се. Александар не веруваше, си кажа, а кој се тоа го направи Александар? Сопругите. И сопругата го направи, Боби. Го збунивме. Повелете, господине, уживајте, Сонја, смееме, така? Смееш, Боби, смееш. Оф. Сопругата ќе го направи ова дома, Се така? допаѓа? Одлично. Ќе го направим. Ана ќе го правите ова дома. Може би боранија нема да бара, ама за свинското ќе побере. Да, за месо, да. Супер. Боби, ќе си најдеш ли мана? Не. Ова се вика дај уште. Ви благодарам многу. Одлична реализација на главните јадења во двата тима. Од ова сигурно дека нешто ќе се подготви дома, но што е кога станува збор за десертите, малку тргна на опачки работата, но најдовте крај. Све се случува, тоа е брза кујна, ние тука нема кај нас Враќање назад. лажење, премотување, кочење, тоа е што се случува, се случува. Сакавме да направиме еден убав цврст крем каде што ќе го исилуваме колачот кој што го имаме. Двете круши најпрво ги излупивме, ги чистивме, ги ставивме во блендер едната круша со малку ванилин шеќер и сакав да измешам со матена сладка павлака. Но при мешањето се случи некава хемија внатре, појма немам што, се пушти кремот, оке додав малку кокос внатре, го стегнавме горе-доле, но не беше тоа што сакав да го добиам. Затоа кремот го ставивме во чинијата најодоздола, колачот го исековме на парчиња скалесто го наредивме и до згора колачот го преливме со едно сладко од круши, варена круша, со многу малку вода, шеќер и путер. Добивме убаво желирано сладко, каде што на крај го ставивме врз самиот колач. Се идеме со дегустација, па и да ти кажам, како ништо не испадна, па убав кремот, убав десерт испадна на крај. Да. Ја викам, што ќе биде од ова? Значи, Да, мене ми се допа. Левак сте, извини.
Сладкото мислам дека ќе заврши најголемата работа. Убаво, меко, сочно, сладко. Па не му фале ништо. Не му фали ништо, само што Нели? ја некако не го замислам вака сервирано, ама окей Ама на ако крај. некогаш и супер да се. смениме. Ма, Зошто може, да не? Зашто да не? Да, Така ви е. благодарам многу домати. Ајде сега да видиме што од десерт направија тимот на пиперките. Таму беше посветен повеќе Александар. Да, Александар е вистински домаќин, морам да кажам. Направивме едни одлични палачинки со крем од тиква. Што направивме? Најпрвин господинот тиквата исецка ситно на коцкички, ја ставивме во тенџерче да ни се вари со шеќер. Откако ни се свари, господинот ја изблендира со блендер, додаде внатре дробени бисквити, додававме малку топена чоколада и малку путер. Правивме еден преубав крем, потоа во блендер ставивме бисквити, јајце, брашно, малку пециво и пола лажица шеќер. Убаво изблендиравме, направивме една смеса за палачинки која што испековме на тава, потоа ги свилувавме внатре палачинките, ги свиткавме во ролничка, ги сековме, ги наредивме убаво едно до друго како војничиња и на крајот топено чоколадо и дробени бисквити. Боби, како за прв пат Александар вака во кујна, Не, како ти се чини? домаќин. Значи, Знае рецептот, мислиш дека Го тоа знае, може цел да... рецепт го знае. Сериозно? Верувај, Никола. Што палачинка? Повелете го. Вакви исти. Да. така велише Бобич, а дали да му веруваме, не Не, знам. не, не. Па он ги правеше сега, господинот ги правеше. Не бивало. Вау. Така? Ти се допаѓаат озбилно? Супер, да. Да, на здравје нека ви е, господине. Си ги погодил, така Александар? Браво. Ете, видите ли дека го бивало човекот? Се снајде одлично и направи убави палачинки. Е сега, што ќе кажат колегите зад камерите, ќе дознаеме за многу кратко. Кој тим е поуспешен? Дали тимот на доматите, шеф Никола и неговата асистентка Ана? Или пак поуспешни се тимот на пиперките, шеф Бобан и Александар? Па така велат колегите зад камерите. Ана си е супер домакинка и ваучерот оди во нејзини раце. Александар нека вежба уште, па нека ни дојде пак. Благодарам. Да, ти благодариме, Ана. Па, дамата не очекуваше дека Александар ги победи, искрено да бидам, така да честитки господи, честитки. Благодарам. Да. И освен ваучерот до 3000 денари од Меркур, тога се нашите пријатели, манастирски локум, направен по традиционален рецепт од Беро, препустане, фала. поведете. Перфето, тестенините денеска ги готвевме, одлични се. Број 1 на пазарот за тестенини. Фала. Кристал маслото за еден Еленка зачинат уште многу други производи кои што секојдневно ги користиме ние. Повелете. Фала ви. Благодарам многу Ми тим беше домати. задоволство што бевте моја сестра. Фала. Александар, а сите почетници во кујната секогаш мора да имаат вага за прецизно да им испадне мерката. Значи строго по мерка ќе се одиш кога ќе готвиш, еве ти оваа вага ќе ти помогне многу, ти благодарам што ни дојде, пак да дојдеш. Здрави. Откако ќе се навежбаш. Манастирски локум, број 1 на пазарот, направен по традиционален рецепт од Беро. Повелете, господине. Добро, познатите перфето, одличните стенини, број 1 исто така на пазарот. И Кристал, добро познатото масло за јадење, зачино теленко и уште многу други производи. Повелете, господине. Благодарам што бевте мој. Александар, ви благодарам. Уживавме на вистина во ваше друштво, ни донеса многу убава енергија нашите денешни асистенти Александар и Ана. Уживавме во нивно друштво, сигурно сум дека и вие пред ТВ екраните уживавте. Имајте пријатна и убава вечер, се гледаме повторно утре во 17 часот. Довидување.